Добар ден, јас сум Викторија и предавам во Средното училиште Ѓурѓи Димитров во Скопје како професор по математика во 4-та година. На денешниот час ќе учиме за темата низи и прогреси, поточно наставна единица, збир на членовите на бескрајна геометриска прогресија. Пред да почнеме со овој час, да се потсетиме со некои од поимите кои што ги учевме во претходните часови. И тоа, геометриска прогресија ни представуваше низа од реални броеви, во кое што количникот меѓу секој нејзин член и неговиот претходник, почнувајќи од вториот член, ни е еден изброј Q. И за општиот член на геометриската прогресија важи AN ни е еднакво на A1 по Q на N-1, каде што A1 ни е првиот член, а Q ни е количникот на прогресијата. Ако ни е дадена една геометриска прогресија во која што A1 ни е првиот член, а Q ни е количникот, тогаш збирот на првите n членови на геометриската прогресија ќе ни биде Sn, а тој е еднаков на A1 по Q на n-та минус 1 врз Q минус 1, каде што Q ни е различно од 1. Сега можеме да почнеме со новата лекција. Ја разгледуваме геометриската прогресија, каде што првиот член ни е A1, вториот член ни е A1 по Q, третиот член ни е A1 по Q на квадрат, понатаму A1 по Q на n-1 и така натаму, каде што A1 ни е прв член, како што кажавме, и тој е различен од 0, и Q ни е количникот. Ги разгледуваме следниве збирови. И тоа, S1 ни е еднакво на A1, S2 ни е еднакво на A1 плюс A1 по Q, S3 ни е еднакво на A1 плюс A1 по Q плюс A1 по Q на квадрат, понатаму Sn ни е еднакво на A1 плюс A1 по Q плюс A1 по Q на квадрат, понатаму плюс A1 по Q на n-1 и така натаму. Кога n тежи кон бесконечност, тогаш збирот на членовите на бескрајната геометриска прогресија е A1 плюс A1 по Q плюс A1 Q на квадрат, понатаму плюс A1 по Q на n-1, и него го означуваме како сума од A1 по Q на n-та, каде што n се движи од 0 до бесконечност и се вика геометриски ред. Всушност, геометриски ред е збирот на членовите на бескрајната геометриска прогресија. Геометрискиот ред не може да се пресмета само со просто собирање на членовите на геометриската прогресија, за да се најде начин со кој што ќе може да се утврди дали геометрискиот ред се стреми кон некој реален број. Ќе разгледаме поточно граничната вредност на низата Sn. Така доаѓаме до дефиницијата. Редот A1 по Q на n-та, каде што е еднакво на 0 до бесконечност, конвергира и има граница S, кога n тежи кон бесконечност. Ако конвергира и има граница S, соодветната низа Sn. Поточно, A1 плюс A1 по Q плюс A1 по Q на квадрат, понатаму плюс A1 по Q на n-1 еднакво и така натаму еднакво на S, ако лимес од Sn, кога n тежи кон бесконечност, ни еднакво на S. Значи, S е збирот на членовите на бескрајната геометриска прогресија и него ќе го најдеме преку формулата S е еднакво на A1 врз 1 минус Q, каде што апсолутната вредност на Q е помала од 1. До оваа формула доаѓаме кога ќе го најдеме лимесот, кога n тежи кон бесконечност, од A1 по Q на n-та минус 1 врз Q минус 1. Односно, ова ни е формулата за пресметување на збир на првите n членови на геометриска прогресија. Оваа формула важи само за тоа кога апсолутната вредност од количникот е помала од 1. Но што се случува со другите случаи? Ајде да разгледаме. Ако апсолутната вредност од Q е поголема од 1, тогаш и лимес од Q на n-та, кога n тежи кон бесконечност, е еднакво на бесконечност, и со тоа и лимесот од Sn е еднакво на бесконечност, и со тоа и редот нема да има гранична вредност. Ако Q ни е еднакво на 1, тогаш и Sn ќе ни биде еднакво на n по A1, па лимесот од Sn, кога n тежи кон бесконечност, ни е еднакво на бесконечност,
па и редот нема да има гранична вредност. И ако Q е еднакво на -1, тогаш низата SN има две точки на натрупување, а тоа се 0 и А1, па според тоа е дивергентна и со тоа и редот нема да има гранична вредност. Сега ќе продолжиме со неколку примери со кои што ќе видиме примената на оваа формула. Пример 1. Да го определиме збирот на геометриската прогресија. 1/2, 1/4, 1/8 и така натаму. Во оваа задача можеме да видиме дека првиот член е 1/2, а количникот меѓу секој член е 1/2. Со тоа А1 ќе ни биде еднакво на 1/2 и количникот Q ќе ни биде исто така еднакво на 1/2. Q ни е помало од 1, затоа можеме да ја примениме формулата за пресметување на збир на членовите на бескрајна геометриска прогресија. Па така, ги заменуваме во формулата за А1 ставаме 1/2 и за Q ставаме исто така 1/2 и го добиваме бројот 1, односно тоа е збирот на геометриската прогресија од пример 1. Одиме на пример 2. Да го определиме збирот на геометриската прогресија 5 минус 5 третини, 5 деветини, минус 5 врз 27 и така натаму. Во овај пример можеме да видиме дека првиот член ни е 5, а количникот ни е минус 1 третина. Па така, А1 е еднакво на 5, Q ни е еднакво на минус 1 третина, апсолутна вредност од Q ни е помало од 1, значи можеме да примениме формулата за пресметување на збир на членовите на бескрајна геометриска прогресија. Па така, заменуваме во формулата и добиваме 15 четвртини. Односно, тоа е збирот на геометриската прогресија од пример 2 поточно. Одиме на пример 3. Пресметај го збирот на бескрајниот геометриски ред. Под А, 8 плюс 8 по 0,3 плюс 8 по 0,3 на квадрат и така натаму. И под Б, 3 корен од 3 плюс корен од 3 плюс 3 корен плюс корен од 3 врз 3 и така натаму. Одиме со решение за примерот под А. Па така, овдека, очигледно дека е А1 ни е еднакво на 8, а Q ни е еднакво на 0,3, па веднаш ќе ги замениме во формулата и ќе го добиеме бројот 80 врз 7, односно тоа ни е збирот на бескрајниот геометриски ред на задачата под А. Одиме на задачата под Б. Овдека А1 ни е 3 корен од 3, А2 ни е корен од 3, А3 ни е корен од 3 врз 9 и така натаму. Некои од вас ќе најдат на проблем, например, на наоѓање на количникот на оваа геометриска прогресија, па така веднаш можеме да се вратиме на дефиницијата за геометриска прогресија и ќе го најдеме на тој начин количникот, односно ќе ги поделиме А2 и А1 и ќе добиеме 1/3. Па така веднаш ќе замениме во формулата за пресметување на збирот и ќе добиеме 9 корен од 3 врз 2 како збир за бескрајниот геометриски ред под Б. Одиме на пример 4. Пресметај го збирот 4 плюс 7 плюс 8 третини плюс 35 врз 8 плюс 16 врз 9 плюс 175 врз 64 и така натаму. Овде можеме да приметиме дека постои некаква поврзаност помеѓу собирокот 4, собирокот 8 третини, собирокот 16 деветини и така натаму, но исто така постои поврзаност и помеѓу 7, 35 осмини, 175 врз 64 и така натаму. Па така, овој збир ќе го поделиме на два собироци. И тоа, во првиот собирок ќе ни биде 4 плюс 8 третини плюс 16 деветини и така натаму. А во вториот собирок ќе ни биде 7 плюс 35 осмини плюс 175 врз 64 и така натаму. Сега во првиот собирок ќе го извлечеме 4 пред заграда и ќе имаме 4 помножено. Во заградата ќе имаме 1 плюс 2 третини плюс 2 третини на квадрат и така натаму. А во вториот собирок ќе го извлечеме 7 пред заграда и ќе имаме 7 помножено по. Во заградата ќе имаме 1 плюс 5 осмини на квадрат и така натаму. Можеме да приметиме дека во првиот собирок во заградата
имаме бескрајна геометриска прогресија, каде што тоест бескрајен геометриски ред, каде што првиот член е А1, ако ни е 2/3, че можеме да ја примениме формулата, а кај вториот собирок исто така имаме бескрајен геометриски ред, каде што првиот член е 1, вториот член е 5/8, па така количникот ќе ни биде 5/8. Со тоа е да применуваме формулата за пресметување на збир на членовите на бескрајна геометриска прогресија, ќе го добиеме 92/3, односно тоа ни е збирот на дадениот геометриски ред. Сега продолжуваме со пример 5. Представи ги во обични и друпки броевите 0,222 и така натаму, и под Б 3,254444 и така натаму. Одиме со примерот под А. 0,2222 и така натаму ни е всушност 0,2 во период, а 0,2 во период ќе го запишеме како збир од следниве собироци. И тоа 0,2 плюс 0,02 плюс 0,002 и така натаму, а секој собирок ќе го запишеме како дробка. И тоа 0,2 ни е 2 десетини, 0,02 ни е 2 стотинки и така натаму. Од овие собироци можеме да извлечеме 2 пред заграда, а внатре во заградата ќе имаме 1 десетинка плюс 1 десетинка на квадрат плюс 1 десетинка на трета и така натаму. Овде можеме да приметиме дека станува збор за бескрајен геометриски ред, каде што првиот член ни е 1 десетинка, а ку ни е 1 десетинка исто така, па ја применуваме формулата и по направените презметки добиваме дека 2 деветинки ни е всушност дробка за бројот 0,2 во период. Одиме на примерот под Б. 3,25 во период, ќе го запишеме исто така како збирот станиве собироци. 3 плюс 0,25 плюс 0,04, тоест 0,04 плюс 0,0004 и така натаму. И секој од овие собироци ќе го запишеме како дробка. И тоа 3 плюс 25 врз 100 за 0,25 плюс 4 врз 1000 како 0,004 и така натаму. Понатаму ќе ги препишеме 3 плюс 25 врз 100, а за останатите собироци ќе извлечеме 4 пред заграда како множител, а внатре во заградата ќе имаме 1 врз 10 на трета плюс 1 врз 10 на четврта и така натаму. Овде можеме да приметиме дека станува збор за бескрајен геометриски ред и дека првиот член му е 1 врз 10 врз на трета, а ку ќе ни биде 1 десетинка. Па така ја применуваме формулата за пресметување на збир на членовите на бескрајен геометриски ред и за крај по сите направени пресметки го добиваме дробката 3,229 врз 900 како дробка за бројот 3,254 во период. Одиме на пример 6. Збирот на бескрајната геометриска прогресија е 10 третинки, а вториот член е 8 петнаестинки. Да го најдеме третиот член. Овдека можеме веднаш да ги запишеме А2, кој ни е во случајов 8 петнаестинки, и С, кој што во случајот ни е некој на 10 третинки. А2 ќе го запишеме како А1 по Q, а С ќе го запишеме како А1 врз 1 минус Q. И така добиваме систем од две равенки со две непознати. Понатаму можеме да го изразиме Q во првата равенка и ќе имаме Q еднаква на 8 врз 15 по А1 и ќе го ставиме на местото од Q во втората равенка, односно А1 врз 1 минус Q, тоест 1 минус 8 врз 15 по А1 и по сите направени пресметки добиваме квадратна равенка за втората равенка од системот. Тоа ќе ни биде 9А1 на квадрат минус 30 по А1 плюс 16 ни е еднакво на 0, па така ќе добиеме две вредности за А1. Првата вредност ќе ни биде 2 третини, а втората вредност ни е 8 третини. Според тоа ќе добиеме исто така и две вредности за количникот Q. Првата вредност ќе ни биде 4 петтини, ако А1 ни е 2 третини, и втората вредност ни е Q2 1 петтина, ако А1 ни е 8 третини.
Според тоа, можеме лесно да го најдеме третиот член од геометриската прогресија, а тој ќе ни биде А1 по Q на квадрат, па така исто така ќе имаме две вредности за А3. Првата вредност ни е 32 врз 75, а втората вредност ни е 8 врз 75. Со тоа ја завршуваме денешната лекција. Понатаму, ваша обврска е да ги решите задачите за домашна работа, кои што се во контекст со лекцијата што ја учевме денес и кои што може да ги решите со помош на примерите кои што ги разгледавме во текот на денешниот час. Ви благодарам на вниманието.